Здраво, ова е 227-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Pink Cloud на Иули Жербази, во кој станува збор за токсичен смртоносен розов облак, кој мистериозно се појавува и надвиснува над градот, не дозволувајќи им на жителите да ги напуштат нивните домови, затоа што вдишувањето на надворешниот воздух е фатално. Филмот го предводи Джована, која глуми Рената де Лелис, која што заглавува во домот со Јаго, глумен од Едуардо Мандонча, кој што го запознала на љубовниот состанок и наместо да заврши како слаз за една ноќ, тие заглавуваат во станот со неможност да излезат од него, состојба која се пролонгира со години, помотувајќи ги нивните животни планови и вплеткувајќи ги животите еден со друг, но секој од нив различно се справува со притисокот да се биде затворен со една личност, не по свој избор, во лимитираното пространство на станот. Непобитен факт е дека уметноста ја рефлектира реалноста и обратно, но има бројни примери во филмската историја, кај што додека се случуваат воените грозоти во реалноста, тогаш филмот ја презема функцијата на ескапизам од реалноста и последното нешто што би сакале да гледаме се нови воени филмови додека врне дождот гранати. Таква верзија се воспостави кога се појавија епигоналните епидемиолошки филмови кои се снимија во ковид пандемијата и кореспондираат со неа, за кои потребна е временска дистанца за да се процесираат. Меѓутоа, непореклив е постоечкиот феномен на Contagion на Содерберг и сличните филмови на него, кои пред своето време контемплативно ги разглобиле предизвиците со кои би се соочиле со евентуален хипотетички стадиум на ширење на смртоносен вирус, па така и бројните зомби хорор сценарија станаа прирачници за себичното однесување на ликовите ставени пред свршен чин. Доколку можеме да им веруваме на авторите на бразилскиот филм, кои го напишале 2017 и снимиле 2 години подоцна, и The Pink Cloud е еден од тие пророчки филмови кој е концепиран и работен пред стапувањето на сила на пандемијата, а издаден е за време на пандемијата, но морам да евидентирам дека постојачка е своевидна одбивност во рецепцијата на пандемискиот филм, меѓутоа како и сите проблеми во животот, најдобар начин за нивно решавање е соочувањето со нив. Умешноста на Иули најпрвен лежи во способноста да се преозначи колоритниот символизам на розовиот облак со оглед на тоа што розовата боја е персонификација на сите оптимистички подвизи во човештвото, но за потребите на филмот таа станува негов контрапункт, олицетворение на дефетизмот и безнадежноста која што покосува човечки животи. Потоа, Иули тежиштето на чинодействието го поставува во сингуларниот ентериер на станот и корелацијата помеѓу Джована и Јаго, а не апокалиптичниот призор на надворешноста, за да ни посочи дека различните карактери во овие екстремни, хиперболизирани, научно-фантастични есхатолошки поставености би реагирале и би се носеле во својствен манир, кој што не баш секогаш е комплементарен со ликот, со кој недоброволно сте во ситуација да ги поминете наредните неколку години, не баре сте составен дел од договорен индиски брак како што ќе установи Джована. Тешкотиите за достигнување на саканата убедливост на замислата не лежи само во изнаоѓање на валидна и доследна аргументација за држање на ликовите затворени на една локација, туку неопходна е и одговорност на актерскиот перформанс да го оправдаат одземеното внимание на гледачот со нивната изведба, врз кој што се темели успешноста на делото. Неизбежен составен дел од колоквијалната рутина стануваат видеоповиците на социјалните мрежи како обид за воспоставување на комуникација со надворешниот свет, а полосна и алатка во борбата против досадата и самотијата. Дефицитарноста на медикаменти и нивна дистрибуција се покажува како проблематика која до ден денес е постојачка, која станува евидентен составен чинител на военото профитерство кое ќе го искористат капиталистите од туѓата мака, какви што се режисерите опортунисти кои ќе ја употребат пандемијата за снимање исклучиво на пандемиски филмови. Киропрактичарот и бројните професии кои подразбираат меѓусебен човечки допир речиси е невозможно да се изведуваат во овие услови поради дистанцираноста на луѓето кои се заробеници во сопствените домови,
потоа борбата во трговските центри за продукти, неможноста да се разликува лажната од вистинитата вест на интернет и самоиницијативното создавање на симулакрум на интеракции во надворешноста за наминување на монотонијата на истиот лик со кој се дели секоја минута од животот, станаа чести практики на кои потрошивме 2 години од нашите животи, па макар и да глумиме нешто што не сме во собствените домови. Постоечки се конфликтните погледи за деца и нивната функција во семејството, како и водењето на разделни животи под ист кров, кои се бројни согледби во кои се развива подвоеноста помеѓу ликовите кои не се познаваат еден со друг. Екранот и прозорците стануваат објекти преку кои се манифестира потребата за воспоставување на меѓусебна блискост со други човечки битија, нужност за интимистички допир. Човечката монструозност се начнува во една сцена во која родител ја злоупотребува ситуацијата на децата кои во мигот на облачувањето биле на посета кај врсничката, а денес се заложници, кои што општи со ќерките на останатите родители кои завршија во неговиот дом за време на бесконечниот карантин, што е само едно од зверствата кои може да се извршат во рамките на безбедните домови. Имено, болен човек има само една желба, сака да оздрави, затворен човек сака само да биде на слобода, додека пак деца родени во меур не знаат за слобода. Дури ни употребата на VR не е доволна да се прелаже мозокот дека сме во надворешноста, на плажа, на одмор од животот. Има еден прекумерен дофат на лик кој афирмира и тврди дека облакот се појавува како метод за казнување на луѓето, што повеќе фигурира како бегол изговор во дадена инстанца за обвинување на животната партнерка за нејзините погрешни животни одлуки, во негови очи се разбира, па затоа персонализирањето на облакот како апокалиптична закана од библиски димензии не ми изгледа дека е асоциација мотивирана од лични побуди, со оглед на тоа што се вкупното човештво ги сноси последиците. Ако се казнети тие што не сакале да се приберат дома, сакале слободно да го шетаат светот, тогаш смртоносниот облак е прилично селективен узурпатор. Лажната надеж со промената на бојата е мудро решение, а епилогот со изложувањето на облакот е решителна катарзична разрешница, во која заробеништвото станува неподнослива емоционална тегоба, со оглед на тоа што сведочиме на индикативен проток на животот пред нашите очи, без можност да допре ликот до нови надворешни искуства, и кога неподносливоста на постоењето вродува толку незадоволство и неисполнителност, очајот го има последниот збор. Кинематографер на филмот е постојаниот соработник на Иули, Бруно Полидоро, кој уште од првиот широк план ја доловува смртоносноста на надоаѓачките розови облаци, заменувајќи го снимањето на рака пред розовите облаци со фиксираната камера во домовите, освен во сцените на кои им предстои вербалниот конфликт. Неизбежно е да кадрира со помош на розови светла кои продираат низ прозорците и силно да се подпира на колор корекцијата во постпродукција да го добие саканиот ефект, иако во неколку цени сомнително е кликањето на облаците. Монтажата е работи Висенте Морено, кој си има работа со приложување на постојан скок во време, со вбризгување на нов тек на настани, подкрепени со монтажни секвенции кои го симулираат протокот на времето, додека расте детето, например, но има доволна доза на континуирано действие со кое што фокусирано е раководењето со вниманието на гледачот. Филмот содржи тонална дувачка звучна линија која се одвестува на доаѓањето на облаците, што е соодветен музички избор индикативен за заканувачката опасност, кој содржи своевидна игривост адекватна за розовиот уништувач. Молкот е проследен со синтвейв, која рефлектира саканата меланхоличност и имплементирана е композицијата на Чиао Амон. Иако ова е првиот долгометражен игран филм на режисерката Јули Жербази, таа веќе една деценија снима кратки играни филмови кои најчесто се предводени од детски актери и актерки кои им задаваат проблеми на возрастните со нивната пргавост, како што можеме да забележиме од најавата на незиниот детски минисеријал Турма 5B, но непосредно пред реализирањето на розовиот облак, таа го сними краткиот The Stone, кај што семејна заедница на кајакари заглавува на една карпа и нивната ќерка ќе мора да донесе тешки одлуки за да се преживее, што е во линија на заглавеноста на мала група на ликови на една локација и носење на немили одлуки за преживување, соочувајќи се со собствените стравови и лимитации, што прераснува во поле на интерес кое подетално го истражува и во долгометражното остварување. Меѓутоа, Јули сама се затвора во 4
4 ѕида и не баш секој гледач ќе биде понесен од монденските интеракции на камерната актерска екипа во таа една локација, правејќи замдана од комодитетот на сопствениот дом, која за некого ќе биде преригидна и клаустрофобична, друг ќе ја протолкува како свет во мало, а трет како тривиализирана, фаталистична љубовна романса. Жербази нема намера да објасни зошто се појавува облакот и кога планира да се замине, така што навикнете се на него, затоа што Јули нема намера да им даде маски на ликовите, да излезат на улица во првите години, ниту пак да приложи корпусно образложение како тоа може општеството да си дозволи да ги храни сите жители, а не може да ни образложи до каде е лабораторискиот напредок во борбата против облакот, ниту пак што има осомничавиот сок во прашак. Забележувам еден минускулен бразилски научно-фантастичен тренд кој што драстично се зголеми по појавувањето на ТВ серијата. 3%, па оваа малтене Black Mirror и Twilight Zone епизода поставена е во научно-фантастичен сетинг, меѓутоа предимчичевачката интеракција на среде изискувачките околности. Филмот ја имаше својата премиера на Sundance мијатата година, а потоа играше Софија, кај што освои Гран Приз за интернационален филм, потоа Шангај, Трансилванија, Хелсинки, Сиджес, кај што освои награда за најдобар латиноамерикански филм, Black Nights, Гетеборг, а штом доаѓа од една од најконтроверзните држави за избор на интернационален филм, кај што секоја година има политичко интерферирање во самиот избор, не може да очекувате овој филм да биде представник на Бразил, затоа што оваа година беше избран Private Desert, LGBT роуд филмот за потрагата по љубов, кој што не ни дојде до кратката листа. Дистрибутерите на City of God од Two Films го дистрибуираат филмот широм светот, го има за изнајмување и на Amazon Prime и на Apple+. Ова е филм за меѓусебниот човечки сооднос на заробеници во сопствените домови, под пресија на смртоносниот розов облак, ликови кои не се ни знаат ни познаваат, неизбежно е неколку години да ги поминат заедно животите во еден стан, да ги споделат нивните незадоволства и радости, да се сближат и оддалечат, но во никој случај да се напуштат, освен во ситуација да стане неподнослив заедничкиот живот, па и смртта да изгледа како посоодветна солуција. Да се надеваме дека нашиот невидлив розов облак нема да повторно да не држи во карантин, сегрегација и изолација, препуштени да живееме со болестите на самотијата. Ако морам да го еволуирам, тогаш The Pink Cloud од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 227-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!